Добар ден на сите. Драго ми е и се чувствувам посебно горд од денешната посета на Основниот суд во Кавадарци, суд со проширена надлежност. Суд кој што практично испише историја во нашата држава и пошироко во однос на дигитализацијата и модернизацијата. Имав задоволство заедно со председателот на судов, судија Лазар Нанев, да видам во кои услови, во какви услови работи судот во Кавадарци, како се опремени судниците. Знаете дека токму овде во текот на вонредната состојба минатата година се одржа првото онлайн судење во државата во такви вонредни услови и тешки услови. И затоа мислам дека на некој начин судот во Кавадарци треба да биде мотив, пример и инспирација за сите судови во државата да тргнат на патот на модернизацијата, на патот на што поголема ефикасност и подобар квалитет на испорачување на правдата и патот на доследно спроведување на законот и заштита на странките во постапките, така како што бараат современите европски стандарди. Имав можност да видам колку многу е направено и за амбиентот, и за условите, и од техничките предуслови овозможени и со меѓународна помош, и од амбасадата на САД, но и од други донатори. Но исто така видов дека целиот потфат на модернизација на Основниот суд во Кавадарци е правен пред се на иницијатива на председателот Нанев, но и на вработените тука, што е особено важно кога ќе се покаже таков тимски дух и таква љубов кон професијата и љубов кон институцијата. Мислам дека навистина тоа заслужува и признание и уважување и заслужува да се изнесе јавно, за да послужи како пример и инспирација за другите судови. Инаку ние би сакали да го означиме на овој начин процесот на дигитализација, почетокот на процесот на дигитализација на кој што работиме веќе подолго време, меѓутоа продолжуваме после оваа посета да работиме уште повеќе и да го промовираме процесот на дигитализација на судовите низ Република Северна Македонија како еден процес кој што треба да донесе современи услови за работа на судството, негова поголема ефикасност, негова поголема прецизност и се разбира доследно почитување на законот и во интерес на странките и на граѓаните кои што очекуваат да имаме поефикасно и подобро судство, за да зголемиме јавната доверба во истото. Толку би кажал сега на почетокот и воведно, инаку и Европската унија дава поддршка на процесот на дигитализација и на процесот кој што следува, а тоа е дигитализација на повеќе судови низ државата. За тоа правиме и законски предпоставки, постои веќе предлог измени на законот за парнична постапка кои што даваат вакви насоки, даваат можности да ова профункционира насекаде низ државата и практично да овозможиме во 21. век, во услови на пандемија, судовите непречено да функционираат, работејќи се својата работа квалитетно и одржувајќи ја јавната доверба. Благодарам. Ќе ми дозволите на почетокот да изразам мојата благодарност, да посакам добре дојде на почитуваниот министер за правда, кој што еве денеска со неговиот тим не ги посети нашите простори, нашите можности, условите кои што како Основен суд со проширена надлежност веќе втора година ги нудиме на граѓаните кои што гравитираат на подрачјето на нашиот суд. Процесот на дигитализацијата и интерпарабилноста беше еден од основните столбови и предизвици веќе подолг временски период за нашиот суд, бидејќи ова е еден од клучните, основните придобивки кои што овозможуваат ефикасно, ажирно и функционално судство. Самата состојба на пандемијата и COVID-19 минатата година го забрза целокупниот тој процес. Морам да потенцирам дека дигитализацијата подразбира еден севкупен генерален процес кој што го опфаќа целокупниот сегмент
од она што значи дигитализација на електронските докази, на приемот на поднесоците, електронската достава, интерпарабилноста, аудиовизуелното снимање, меѓутоа и на многу клучни прашања од типот на обезбедувањето на соодветната платформа, односно дигиталната архитектура која што е неминовно потребна за складирање на аудиовизуелните записи. Онлайн судењето кој што минатата година за прв пат се организира во овој суд овде во судницата, всушност представуваат еден од сегментите или еден дел од целокупниот процес на дигитализацијата. Нас не радува и во овој момент сакам да потенцирам дека еден од клучните аспекти и насоки кои што ги правевме минатата година беше и вклучувањето на физичките и правните лица во процесот на регистрацијата на е-доставата. Некаде околу 85% од правните субјекти во Кавадраци се регистрирани на е-доставата. Што значи тоа? Тоа значи брза и ефикасна правда, но истовремено и намалување на севкупните трошоци кои што ги одвојува на годишно ниво еден суд во нашата држава. Истовремено потенцирам дека Основниот суд Кавадраци е единствен суд кој што во овој момент целокупната документација на поднесоци од страна на странките исклучиво ја прима по електронски пат. И издавањето на сите потврди уверенија, нивното аплицирање се врши преку електронска достава од страна на нашиот портал, а исто така и по електронски пат се издаваат таквите уверенија. Ова штеди време, енергија и нормално финансиски средства, но од друга страна, во истовремено би рекол за многу краток временски период се задоволува правната, односно од нашиот суд излегуваат задоволни граѓани, што е еден од нашите главни предизвици во делот на ефикасноста и ажурноста на правосудниот систем. Благодарам.